Во Република Македонија одгледувањето на овци представува традиција, поддржано со поволните услови за одгледување на стадата во еколошки чисти зони. А Македонија се наоѓа во центарот на Балканот, каде што околу 50% од вкупната површина од земјоделското подрачје се високопланински пасишта. Во ова издание на Агроспектар говориме за овчарството, но и за болестите со кои се соочуваат лицата кои што одгледуваат овци. Според официјалната статистика за периодот во 2014 година, бројот на овци во земјава е 740.457, од нив 531.160 се расплодни овци, 164.625 се јагниња и едногодишни јагниња, а само 44.672 се овни и стерилни овци. Овците најмногу се одгледувани од страна на руралното население, кое од нив добива добри количини на квалитетно млеко и месо. Вкупниот просек на производство на овчо млеко во 2014 година изнесувало 436.257 литри. Покрај погодните географско-климатски услови со над 54% пасишта од вкупната земјоделска површина, овчарството бележи тренд на постојано намалување. Овчарството во голема мера се базира на мали индивидуални и семејни фирми со големина на стадата од 20 до 200 овци, а поретко со над 300 со комбинирана производна насока. Околу 95% од молозните овци се одгледуваат од страна на индивидуални земјоделски стопанства. Расната структура на популацијата на овци во Република Македонија главно се состои од расата оплемената праменка, застапена со овчје полски сој и шарпланински сој. Во последно време се зголемува бројноста на мелезите со расите Виртенберг и Аваси. Со оглед на домашната можност за извоз на јагнешко месо, традиционално не постои јасно дефинирана производствена ориентација – месо волна наспроти месо млеко. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2014 година во споредба со 2013 година, вкупниот број на говеда е зголемен за 1,4%. Бројот на говедата кај индивидуалните земјоделски стопанства е зголемен за 1,2%, додека бројот на говедата кај деловните субјекти, земјоделски претпријатија и земјоделски задруги е зголемен за 8,5%. Зголемување на бројот на овците е забележено во двата сектора, кај индивидуалните земјоделски стопанства за 0,4%, а кај деловните субјекти бројот на овци е зголемен за 19,6%. Во голем дел од случаевите, овчарството представува гранка која се наследува од предците. Игор Илиевски, овчарството го наследил од неговиот татко, кој се уште активно ги одгледува овците на трлото кое се наоѓа во населба Превалец. Илиевски вели дека неговото семејство со овчарство се занимава многу одамна. Вели дека неговиот татко е оној кој со најмногу совети стекнати од своето искуство придонесува за развивање на овчото трло. Во моментов нивното трло брои 270 овци. Па зашто токму тоа е наследна традиција, уште од дедо ми, мојот татко има наследено оваа гранка и така е продолжено наследно. Имавме помало стадо, секоја година се го зголемувавме, остававме женски јагниња за приплод и така до ден денеска стигнавме до оваа бројка, што е моментално 270. Во нареден период се надеваме и работиме на тој проблем да го зголемиме стадото. Сега во нашето стадо се наоѓаат околу 270 овци. Сортата е праменка. Имаме измелезено со аваси, машки имаме докупувано за приплод. Измелезено имаме меѓу праменка и аваси, а во главном се праменки и овче полки. Што е она што го продавате од овцата? Можеби јагното го продавате, да. млекото, месото, волната? Од овцата јагнињата ги продаваме на фирми што се специјални за откуп на јагнешко месо. Моментално оваа година, што помина минатата година, беше со откупна цена од 145 денари по килограм. Имаме гарантирано откуп на јагнето. Сега околу цената имаме различна цена, како да кажам. Имаме околу католичкиот Великден, тогаш се најаките цени за јагнешкото месо, пошто оди за извоз, додека за нашиот Великден после тоа паѓа цената.
на јагнешкото месо, јагнињата ги темпираме да бидат во тој период кога е извозот на јагнешко месо, пошто е цената секогаш повисока за тој период. И затоа друго волната ја продаваме исто. Ниска е цената за волната моментално 35 денари од килограм. Само тоа е, што е тоа е. Млекото го предаваме во битолска млекара, тука имаат пункт во соседното село во Горно Оризари. Таму го носиме млекото. Сирење произведуваме само колку за наши потреби. Колку сте задоволни во цената на откупеното млеко? Па цената на откупеното млеко моментално е слаба. Треба да се поработи малку на таа проблематика. 3,5 денари имаме субвенции за килограм плюс и 35 денари за откупено овчко млеко за килограм. Вие спомнавте дека и волната ја откупуваат? Да, волната ја откупуваат исто фирми што се само ефтина цената. 35 денари е стварно малку цената. Пошто еден човек да донесеме за стрижење, например, да го платиме работникот, тие цени ги бараат, за да ја ошиша овцата 35 денари, уствари од него, за нас нема ништо од волната. Моментално е тоа. Покрај тоа што претпоставам дека храната зависи од тоа каква ќе биде волната, дали можеби сортите на овци се клучни, како ќе биде, колку вкупно ќе се произведе, односно ќе се ишиша овцата? Па да, сортата на овцата зависи сигурно од волната, дека секоја овца не дава различна, не дава иста волна, зависи многу од сортата на овцата. Овците што се овчеполки и авасите даваат поголемо количество на волна, подолга е волната и затоа е потешка, додека овие што се мерините овци, што ги викаме народно, ние кажано, имаат помала волна и помала количина на волна, со тоа се добива. Така, има ли сигурен откуп на на овие производи кои што ги... Па има сигурен откуп, сега тоа, сакам да го напоменам дека цената не е кој знае каква, треба да се поработи на таа проблематика, да се покачи малку цената на јагнешкото месо и волната и млекото. Пошто ако ставиме споредба дека едно литро кисела вода е 20 денари, стварно овчкото млеко е ефтино за разлика од киселата вода. Така. Фирмите каде што ги откупувате овие производи плаќаат ли редовно? Каква е состојбата? Фирмите што ги откупуваат моментално производите јагнешкото месо во целост го исплаќаат на трансакцијска сметка на фирмата за 2-3 дена го исплаќаат. Сега имам еден проблем само, тоа сакам да го напоменам, со фирмата Житовардар. Од 2012 година имаме проблем со исплата на житото, пченица им однесов 80 тона и до ден денеска не е исплатена, на суд имаме проблем, но тоа е. Млекото редовно се надевам дека ќе се млекото редовно се исплаќа исто месец за месец. Субвенциите за 2015 година ги немам уште земено, ама до сега ги исплаќаат. Добре, кажете, се живеели од оваа гранка од земјоделието? Па, како да ви кажам, нема кој знае каква добивка од оваа гранка, една добро живење, по наши народски кажано. Има еден опстанок за живот, не е кој знае каква добивката. Голема е работата, голем број на работна снага бара стоката. И малку како да ви кажам, малку имаме придобивки од тоа што сами ја произведуваме храната по сопствени потреби, што не е потребна, сами ја произведуваме и тоа малку имаме тука некоја математика, калкулација што можеме да обстанеме
Инаку и тука имаме трошок секако со орање, со сеење, со ѓубриње, вештачки и такви работи. И тоа е дел од трошокот, само сепак е подобро отколку да го купиш готов производ. Спомнавте дека имате земја која што произведувате сопствена храна за добиткот. Да. Еве, кажете ни каква, освен оваа храна која што произведувате, друга храна ги прехранувате овците, треба, потребно е? Во доволни количини произведуваме со храната што не е потребна за стоката, дури пласираме за продавање, пошто големи количини произведуваме. Имаме доделено околу 50 хектари државно земјиште под закуп на 30 години од државата, под концесија, со тоа што тука околу 30 тона зрнаста храна користиме за стоката. Имаме исто и луцерка посејана околу 3 хектари. Исто таа храна ни е доволна за стоката, од таа не продаваме. Од луцерката само од зрнестите храна, од јачмени, од пшеница продаваме, пошто големи количини, околу 200 тона годишно произведуваме. 30 тона, кажав, тука за стоката, 20 тона за семе оставаме и за резерва. Нешто, ако зафали, зависи од временските услови, зимото какво ќе биде, ако биде поладно и ако има врнежи од снег, тогаш стоката нормално треба повише да се храни во поголеми количини да се храни, пошто не може да оди на испаша, мора дома да се чува и така. Кога веќе ја спомнавме испашата на овците, еве кажете ни колку е квалитетна травата која што тие ја пасат во овие предели? Не ги носиме ние на планина како другите. Нашата стока е тука моментално, овдека во овој регион. Местото се вика Голич. Тука е нон-стоп на испаша, текот на целата година е тука на испаша. Има доволно место за испаша, квалитетна е тревата, да, нема никакви загадувања. Не е опасно местото од дивина, од такви работи. Добра е испашата, во главном е тоа за испашата. Пашарина плаќаме уредно секоја година. Имам исто договор за пасиштата. Нема болести моментално. Од таа страна здравствено се исправни овците. Чинам дека потребни се некои концентрати кои што дополнително им се дава на овците во однос на исхраната. Да. И ви ова го практикувате? Да, концентрати сигурно дека ги практикуваме. На јагнињата секоја година ги храниме со концентрат и дел детелина. Концентратите сами ги правиме по рецепт од фирмите застапници за тие работи што се. Имаме рецептура и по таа рецептура сами го правиме концентратот и ги храниме јагнињата додека дојдат за продавање. Она што вие како обврска го имате во зимниот период е приплодот, односно оплодувањето на овците. Колку е ова макотрпна работа и што всушност вие правите во овој период? Грижата е, особено во јагнењето, многу голема, пошто има периоди, има проблеми доста, кои што секој не ги знае. Оваа проблематика е голема и широка. Секоја овца, кога ќе се објагни, треба да се задои јагнето, треба да се негува додека почне со неговиот развој. Како да ви кажам, мора да се задои. Најпрво е тоа. Прво и основно, кога ќе се објагни, треба да се задои од мајката. После тоа продолжува 2 недели цица само мајчино млеко. После 2 недели почнуваме да го храниме више со концентрати, помалку додека се навикнат. И како расте понатаму и понатаму, почнуваме помалку и со детелина да ги храниме. И така стигнува за околу 2 месеци, стигнува за продажба некаде просек 18 до 20 кила телесна тежина. После продавањето се знае, почнува молзењето, почнува носењето на млеко во откупните пунктови каде што сме договорени. Кој освен вас ви помага вам лично да ви се грижи за јагниња? Освен јас, мојот татко е најзаслужен за оваа гранка овдека, пошто он е нон-стоп тука. Јас имам и други работи и обврски што морам да ги обавувам покрај документација за земјоделието и сточарството, набавка на материјали, дотур за храна за стоката и такви слични работи. Он е најзаслужниот човек што ја работи оваа работа. И повише ја разбира и од мене како да објаснам, пошто он е нон-стоп тука. Јас сум повремено
помагам што можам, колку можам. Генерално овчарите, да ги наречам во Македонија, се соочуваат со еден проблем бидејќи не можат да најдат луѓе кои што ќе сакаат да ги одгледуваат овците. Да. Каква е состојбата кај вас на вашето трло? Тој проблем го имаме сите луѓе што ги чуваме стоката, претежно со овците, пошто не знам како, дали одбегаваат од гранката што е наречено овчарството, не знам ни ја која е проблематиката, дали не сака народот да работи, исплаќањето е секој месечно, тешко оди со овчарите, многу тешко се наоѓа човек за чување стока. Моментално секој гледа на почиста работа, по моје мислење, дека оваа гранка е малку по така нечиста, да кажеме. И вајда за тоа дека одбегаваат од неа. Инаку исплатата е редовно секој месец. Плата се зима, нема тука никаков проблем у тоа. Како и секој човек, треба да се вработениот треба да се плати, нема тука дилема. Да, во однос на на новородените јагниња, Да. колку просечно годишно излегуваат мали од овци? Годишно од овие 270 грла што ги одгледуваме ние, имаме 13 машки, имаме околу 30 тие лански јагниња што се оставени за приплод, имаме околу 220 овци за јагнење. Например, од тие 220 има некои што раѓаат по две, близначиња што ги викаме ние, и излегуваат некаде околу по 250 јагниња од сезона. Сега ако има повторки, ние народски кажано тоа што го имаме, повтор пат да се јагнат по истата година, и тука излегуваат нешто 40 до 50 јагниња плюс. Воглавно не купувате новите? Воглавно, да, не купуваме. Купуваме машки грла за приплод, за да се измени генетиката, пошто не смее да се остава, например, 2 до 3 години од исто стадо. Мора да се смени генетиката заради развој на стадото, мора да се укрсти и расата, и пошто може да испаднат инвалидни јагниња, како да кажам, пошто од иста генетика ако се оставаат, може да се случи и тоа, и заради тоа мора од ветеринарната станица од Велес ни укажано на 1 до 2 години да се промени машкото грло за да се измени генетиката во стадото. Кога веќе спомнавме ветеринарната станица во Велес, еве колку лично вие како сточар сте задоволни од тоа како тие работат, доаѓаат редовно на терен, контроли? Да, доаѓаат редовно, секоја пролет во март месец, април, редовно се вади крв, анализа се земаат заради болести, да не се случуваат. Имаше појавено во соседни села тука бруцелоза порано, сега моментално е намалено, можда и уништено, не знам точно, не можам да тврдам. Секоја година се проверуваат, ветеринарната станица соработуваме добро со нив, вакцинираме 2 пати годишно, пролетна и есенска вакцина. Редовно се контролира стадото, сите проблеми ги решаваме во најдобар ред. Добра е ветеринарната станица, соработуваме. Сведоци бевме дека во 2014 година овците се соочија со болеста син јазик. Па еве, дали во вашето трло имаше овци кои што беа заболени и како вие се справивте со оваа болест? Моментално во 2014 тогашниот проблем што беше со синиот јазик, кај нас имаше 4 до 5 заболени овци од син јазик. Меѓутоа ги излечивме со помош на ветеринарната станица и со наши напори ги излечивме тие, не оставивме да угине грло, немавме проблеми со таа работа. Имаше стада тука во соседни села каде што има доста проблем со таа работа и доста угина животни. Проблемот го решија ветеринарната станица, дојдоа дезинфицира објектите, шталите, ги испрскаа по наредба од Министерството за ветеринарство од Скопје, направија дезинфекција на шталите и од тогаш до ден денеска, од 2014 немаме проблем, нема се појавено таа болест. Добро е до сега, немаме проблеми више со таа болест. Така, во однос на други болести се појавуваат одредени ситни, да речем, ситни проблеми имаме со маститис. Се јавува маститис кај овците. Тоа се јавува доколку јагнето е разболено или
во несостојба да не може да цица од мајката, се згрудува вимето и доаѓа до маститис. Само тоа мора да го знае секој сточар кој што се занимава со таа работа, да го прати стадото, да ги прати јагнињата секоја вечер и секој сабале како цицаат, како напредуваат, дали е мајката исцицана, дали е средена како што треба, за да нема проблеми, да не дојде до тие проблеми. Доколку мајката е се окей, здрава и јагнето здраво, нема проблеми. Не треба ни да има проблеми. Тие се проблемите кои што можеме да ги наведеме. Тие што не ги исцицуваат јагнињата мајките, тука се јавува проблемот, се згрудува вимето, пошто не може млекото она да го искористи и настануваат проблемите околу вимето. Тоа е болеста маститис. Во однос на она што е органско производство, дали можеби вие се занимавате токму со ова, дали произведувате органско јагне? Да, пред 3 години произведувавме органско јагне. Само не можев јас да продолжам со таа работа, пошто површините што ги имам, им фалеше азот и мораше да фрлам вештачки ѓубриво на површините и испитавме почвата и не можев да продолжам со органско, само 1 година, 2 направивме органско, пошто не можевме повише да предложиме ради тие проблеми и затоа се откажавме од органското производство. Во однос на тоа повеќе се плаќаше во однос на ова обично? Да, имаше дополнителни субвенции за органско производство. За женско јагне исто 700 денари за оставено за приплод имаме, плюс. Од грло за овците имаме по 1000 денари субвенции. За литар млеко овчко 3,5 денари по килограм предадено во преработувачки капацитети во битолско млекаро, во откупен пункт. Според вас како земјоделец, колку државата вложува во оваа гранка од земјоделието? Државата многу вложува во посебно за нас земјоделците со овие програми кои што се на располагање за земјоделците, ИПАРТ програмите кои што следуваат во наредните тендери и националната програма позната под 50-50. Јас имав прилика да искористам таа програма. Овој трактор токму мојот трактор Ландини од 75 конски сили ми е одобрен преку програмата 50-50. Тој трактор исто Джондерот го имам земено 2008 година преку програмата од јапонската помош, донација на кредит на 7 години, грејс период 1 година, во целост ми е исплатен. Задоволен сум, имам и други средства земено преку програмата, како што е приколицата 5-тонска, балирачка, сипма, полска, плуг трообразен имам, ајдин земено турски и многу други работи. Воголно сум задоволен јас од програмите што ги приложува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и сакам да ги поздравам Агенцијата. Имам прилика да ја поздравам Агенцијата за финансиска поддршка и да продолжи со ваквите проекти за на земјоделците. Еве според вас колку ова значи за земјоделците? Што представува? Да заштедуваат средства? Да. Во најголемата гранка земјоделието, претежно полјоделството, механизацијата за секој земјоделец е место број 1 во таа гранка, пошто доколку имаш солидна механизација, здрава и нова, се намалуваат трошоците, се добива голема придобивка со тоа што со нова механизација кога ќе отидеш на работа, знаеш дека работата е завршена, дека немаш проблеми понатаму, дека немаш трошоци, намалени се и трошоците и трошокот во нафта се намалува. Секако тоа што ме нова механизацијата се знае дека и трошоците се помали. За производство на добиточна храна Илиевски закупиле државно земјоделско земјиште. За сега, вели тој, ова земјиште кое го поседува ги задоволува потребите за производство на храна за својата стока. Во 2008 година имам земено земјиште под закуп, околу 50 хектари, државно земјиште под закуп. За мене ова земјиште е доволно, пошто толку ми се можностите. Со оваа механизација што имам на располагање, можам да го обработам тоа земјиште и е доволно сега моментално за мене. За понатаму, за во иднина ќе размислуваме доколку се прошируваме, можно е да аплицираме за уште некој хектар земја. Со оглед на тоа дека агенцијата континуирано бележи успех, почна да отвара и диспрезирани канцеларии во општините, што еве конкретно тоа значи за земјоделците? Значи дека ќе го скрати времето на одење до Велес и прибирање на сите информации?
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој многу ни помага на нас земјоделците. Јас лично сум презадоволен од нивна страна, соработуваме, сите огласи ги следиме, сите тендери што се пуштени преку ИПАРД програмата имам аплицирано сега за трактор Хатат, моќна со 110 конски сили и плук обртач четворобразен. Агенцијата испаѓа на секого во сусрет кој што ќе се јави, кој што има желба да аплицира, кој што ги исполнува нормално условите за аплицирање. Нормално треба да исполнува услови, да има земјиште, таму зависи од која гранка аплицира, дали за тутун, дали за пољоделство. Има секој оддел за која механизација може да аплицира. Нормално тоа дека има некои услови кои што треба да ги исполнуваме. Неодамна за аплицирање за програмите на агенцијата на Министерството започна да се одвиваат и електронски. Еве според вас како земјоделец, колку е ова поволно и колку ќе се скрати повторно времето на доаѓање во Велес и прибирање на сите потребни документи? Исто тоа е многу голем и добар потек на агенцијата, пошто електронски се можеме да кажеме слободно дека од нашиот компјутер, од домашни потреби можеме да ги завршиме сите обврски кои што не следуваат, да го скратиме времето кое што не е потребно за работа во земјоделието и сточарството. Бидејќи почеток на годината, еве да ги слушнеме и вашите планови за воиднина. Плановите за воиднина ми се да го проширам стадото, колку што можеме да ги обновуваме обврските и да работиме максимално на тоа што да добиеме поголеми приноси во земјоделието, поголем принос во пченица и јачмен. Мораме да ги обновуваме тие обврски кои што ни се зададени, да се наѓубри сега иде сезоната за наѓубрување, потоа следува за прскање и на крајот очекуваме жетвата во јуни и јули месец, каде што треба да го собереме родот. Така, ми спомнавте дека пред 2-3 години имате направено и агрохемиска анализа на почвата. Да. Колку е ова значајно да се прави за истите? Многу е значајно за почвата, анализата на почвата, пошто не знаеме никој што треба да ја дадеме на почвата и што ја фали за да го добиеме финалниот производ како што треба да го добиеме со добри приноси. Битна е анализата на почвата. Јас ја направив во 2012 година анализата. Сега по 5 години следува наредна анализа на почвата, пошто 5 години трае 5 години е тој период кој што се знае во почвата што и фали на почвата, за да знаеме какво ѓубри да наѓубруваме и со кои препарати да го прскаме растенијето, за да можеме да ги добиеме максималните приноси кои што можеме да ги добиеме во таа реколта. За овците да даваат квалитетно млеко, месо и волна, покрај начинот на исхрана, потребна е и здравствена заштита. Сточарите велат дека здравствената заштита е она која можеби е непотребна за стоката, затоа што доколку навреме не се реагира, може да доведе до смртност кај добитокот. Во овој контекст, ветеринарниот лекар Никола Симоновски информираше за состојбата на добитокот во однос на болестите, но и за сите оние болести со кои може да се соочат сточарите. Инаку ветеринарната станица во Велес делува на територијата на општина Чашка и Градско. Добро, доктор, еве да слушнеме каква е состојбата во однос на болестите кај добитокот. Можеме да, добре, може да кажеме дека работите се добри. Се е во ред. За сега немаме некои поголеми притужби од сточарите, дека имаат некои проблеми каде што би можеле да интервенираме, освен тековни проблеми кои се соразмерно временските услови, нели? Во 2014 година бевме сведоци дека овците беа нападнати од болеста син јазик. Каква е состојбата сега? Какво заболување е истото и кои се оние мерки кои што треба да ги превземат сточарите во однос на оваа болест? Синиот јазик е вирусно заболување и проблемот се јави 2014 година. Причина е нормално климатските промени. 2014 година беше доста влажна и дел од комарците кои не гравидираат во нашите подречја дојдоа, мислам се качија по на север. И проблемот испадна кога нашата стока која релативно не била во контакт со тој вирус стана поприемчива и резултатите имавте прилика да ги видите што се случуваше. На жалост, вакцина не постои за болеста. Добра страна што не е зооноза, значи не се пренесува на луѓето. Имаме само големи економски губитоци. Државата си ги превзема сите мерки благодарение на
разбирањето што го имавме од АХВ, се направи дезинфекција темелна и на трлата, стоката болна беше отстранета и мислам дека на сточарите им ја исплатија како штета, губиток. Покрај тоа што еве државата се грижи за оваа болест, што вие како ветеринари превземате по однос на ова прашање? Постојат ли, кажавте, не постои вакцина, меѓутоа постојат ли некои други медикаменти кои што можеби треба да ги примаат, да го прима добитокот за да се заштити на некој начин? Медикаменти специфични не постојат. Постои потпорна терапија, значи редовно прочистување на организмите на стоката од ендопаразити. Природата може многу да ни помогне ако се климата биде адекватна на нашите простори, какво што е нашата стока нели навикната да биде. И дезинсекција на просторот каде што живее со цел нели да се намали бројот на тие комарци кои ја пренесуваат болеста во просторот, каде што гравитираат овците и говедата. Во минатото во Велешкиот регион бевме сведоци дека гравитираше болеста бруцелоза. Каква е сега состојбата? Знаеме дека ветеринарната станица е редовно на терен и врши контроли. Значи, зборот постоеше, не постои, значи викаме дека болеста гравитира во Македонија, ние не можеме да ја искорениме нажалост. Едино нешто што државата превзема и дава за сега добри резултати, тоа е вакцинација на подмладокот, кој континуирано тече веќе 4-5 години и вршиме контрола на болеста на старите овци, значи овците кои не ги вакцинираме, да видиме дали е болеста присутна. Резултатите последна година-две кажува дека бројот на заболени луѓе е намален, дека немаме некои поголеми проблеми, особено во Велешкиот крај. Точно се јавува на поедини подрачја по некоја болна овца, меѓутоа ветеринарната инспекција благовремено реагира и истата се отстранува и со тоа завршува нели проблемот со понатамошни контроли. Не им е дадена опција на сточарите да превземаат самостојно некои мерки нели за заштита, затоа што тоа они нема да го спроведат сигурно, него државата си презела мерки, а они се обврзани да ги поштуваат. Која е причината за појавата на бруцелозата? Зошто се појавува? Што? Бруцелозата е бактериско заболување и се јавува со меѓусебен контакт на животните, особено од абортираните плодови и постелката која изфрлаат во природата. Бруцелозата е неселективна, значи ги напаѓа сите видови животни цицачи, или така поедноставно кажано за гледачите, и не се препорачува контакт со животните без заштитни нараквици во целта во смислот за јагнење, јарење, телење и таква работа, каде што има сумња дека болеста постои. Значи тоа е вака кои сточарите би можеле наједноставно да го применуваат. Докторе, кои други болести може да се забележат кај добитокот, освен овие две кои што ги спомнавме претходно? Освен екзотичните болести, се што се јавувало досега во нашиот подрачје може да се најде. Нормално, значи тоа е спорадично тек тук по некоја болест. Вашите гледачи, односно нашето население, не треба да се плаши дека имаме нели болести кои би им нанеле некое поголемо здравствено нарушување. Едино би препорачал да обрнуваат внимание летните периоди и пролетни месеци кога одат на викенд да не закачат некој крле, што би рекле, во смисла за појава на некои други паразитни, односно зоонози. И тоа е спорадично, ретко се јавува. Нашиот народ е доста ревносен и се контролира. Си ги знае проблемите, навикнати сме со тоа да живееме. Што е она што во моментов работи ветеринарната станица во Велес во однос на заштитата на добитокот? Во моментот вршиме вакцинација против беснило кај кучињата, мерка која државата пропишала заради заштита на населението од вирусното заболување, кое на жалост не се лечи. Во Македонија последните 3 години 4 се вршеше масовно вакцинација и на лисиците преку аеровакцинација со посебни мамци и мислам дека ветеринарната инспекција врши контрола на заловениот дивеч на лисиците. Во градот немаме беснило, нема потреба од страв и паника. Едина превентивна мерка на која треба да се придржуваат, а и законски им е обврзана, истата е кучињата да си ги донесат на вакцинација за беснило. Во тој контекст морам да кажам дека ланската година е донесен закон дека сите кучиња мора да бидат и микрочипирани. Значи, првата вакцинација на беснилото мора да биде проследена и со аплицирање на микрочип подкожно кај кучињата. Векот на чипот е 15 години. Од тука секоја година, значи, само вакцината проследува. Се аплицира. Така, вие редовно ги посетувате и сточарите кои што гледуваат добиток. Што е на терен може да се забележи? Во моментот сточарите си се спремаат, особено што овчарите, јагнилото е во тек,
временските услови се добри, поголеми проблеми немаат, значи си ја ранат стоката, си ја гледаат стоката, ако нешто испадне проблем во смисла, нели, проблеми со исхраната, проблеми со некои болести, не викаат, излегуваме на терен и реагираме. Нормално. Што е со оние, имавме можност минатата недела чинам да погледнеме на јагне кој што всушност има проблеми со нозете, вајде така и родено рахитис некој најверојатно. Што се случува со овие јагниња? Дали можеби ќе се кога ќе бидат по стари ќе се исправат или можеби некоја интервенција треба да се изврши? Значи, кај јагнињата не новородените, најчесто се јавува кај јагнињата после првите 7 дена старост, малаксалос, или атаксија, неможност за движење, не може да се исправи на задните ноđиња или на предните ноđиња, тоа не е резултат на болест или на недостаток на витамини. Нашето поднебје е карактеристично како поднебје кое фали селен во почвата, а на жалост селенот не може да го примат они со преку млекото, мора да го земат со лижење на травки, земји и такви работи, бидејќи нема доволно количина на селен во исхраната. Сточарите им се препорачува да се врши селенизација на јагнињата после првата недела таму, заедно со витаминчиња кои се пропратни со селенот. Така одат препаратите пакувани, да. Покрај редовните, повторно ќе споменам медикаменти, вакцини, во однос на храната, нормално потребна е квалитетна храна за да имаме здрав добиток, меѓутоа еве, покрај она што тие го јадат, го пасат од природата, што е она што плюс треба да се дава како резултат на тоа да се добие квалитетно млеко, месо, волна. За добивање на квалитетно месо, млеко и волна, значи не е само исхраната, значи последно време, значи со години наназад нашите сточари одбираат и добар генетски материјал. Значи нашите сточари не се сточари кои не ја познаваат работата, пратат и литература, пратат и информативни емисии, у последно време и интернетот е доста застапен. Пред 10-15 години хит беше набавката на авасите, овците, па се врши се постепно менење на расовиот состав од овче полка која е нископродуктивна на аваси која е високопродуктивна. Сега слушаме дека по теренот се внесуваат и нови раси на овци, хиос, француски. Меѓутоа, самата храна природата што дава е недоволна, они знаат дека треба да прихрануваат со концентрати и препораката дека во концентратите кои не ги купуваат, сами ги прават дома, треба да си ставаат витамини и витаминско-минерални додатоци во храната. И тога го прават, на располагање им се фабрички подготвени витаминско-минерални додатоци кои само во одреден процент ги вметнуваат во концентратите кои сами си ги произведуваат. Она што во овој момент е актуелно во однос на земјоделието е објавениот повик за поднесување барања за финансиска поддршка на новите лозови и овошни насади, како и на новите површини со медоносни растенија, подигнати од 1 октомври до 31 декември 2015 година. Повикот се однесува и на набавениот добиток во истиот период од признати одгледувачи, како што соопшти заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски и директорката на платежната агенција Билјана Вуковиќ. Рокот за пријавување до 29 февруари годинава, а право на користење на средства имаат евидентираните регистрирани земјоделци. Максималната вредност на инвестициите, кои зависно од типот се кофинансираат 50 до 75%, е до 2,5 милиони денари за новите и до 6,5 милиони денари за набавениот добиток. Досега, според надлежните институции, за оваа намена се исплатени преку 1,1 милион евра на повеќе од 400 земјоделци. По барање на лозарите, овоштарите, сточарите, продолжува реализацијата на мерките од програмата за рурален развој. Сите заинтересирани што реализирале инвестиции во есенскиот период на сеидба и во истиот тој период набавиле добиток, да ги подготват документите и поскоро да ги достават до платежната агенција. За поддршката може да аплицираат само земјоделци кои подигнале не само нови, туку и точно утврден број садници. Воедно при доставувањето на барањата треба да се води сметка и за тоа дали насадите се подигнати во посочениот период на кој се однесува огласот 1 октомври до 31 декември 2015 година. Освен прегледот на доставената документација, се вршат и контроли на терен кои треба да утврдат дали состојбата соодветствува на напишаното во апликацијата. Барањата за финансиска поддршка и новој оглас се поднесуваат електронски.
Околу 80% од македонските јагниња се извозуваат во европските земји, главно во Грција и Италија. Помали количини од нив се извозуваат и во Србија, Црна Гора и Кипар, а се поатрактивен станува и хрватскиот пазар. Со овие информации го завршуваме ова издание на Агроспектар. Со нова тема се гледаме за 7 дена.